Денеска истекува рокот во кој Државната изборна комисија треба да направи дополнителни контроли или лично да контактира со спорните гласачи, откако на 19 овој месец истече рокот во кој тие имаа можност сами да се пријават до комисијата. На седницата одржана на 23 август, ДИК го разгледа и едногласно го усвои извештајот за пријавените гласачи со спорни записи. До ДИК во рокот за пријавување од 26 јули до 19 август оваа година пристигнале 8922 пријави, од кои 8901 пријава е прифатена. Учениците средношколци од семејството од социјален ризик ќе може да аплицираат за добивање условен паричен надомест во висина од 12.000 денари. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов информираше дека јавниот повик веќе е распишан и оти може да конкурираат учениците средношколци кои редовно посетуваат настава и потекнуваат од семејства приматели на социјална помош. Сите заинтересирани потребно е да аплицираат во центрите за социјална работа до 30 септември. Се предвидува ова парично право да се реализира квартално со исплата на финансиската поддршка на мајките на овие деца. Сите оние кои редовно посетуваат настава, односно присуствуваат на повеќе од 85% од часовите, ќе добијат дополнителна финансиска поддршка, истакна Спасов. Рибите кои рибарите во Дојран ги извадиле од езерото биле пирани, потврди анализата на Охридскиот хидробиолошки завод. Според информациите станува збор за аквариумски вид на пирани, кои веројатно некој ги пуштил во езерото. Вчера медиумите објавија дека рибари во своите мрежи од езерото извадиле пирани, а некои од нив дури и ги каснале. Суспендираната председателка на Бразил Дилма Русеф сведочи денеска пред сенаторите во специјалната сесија за импичмент. Таа е обвинета за незаконско манипулирање со буџетот на државата пред последните председателски избори со намера да се сокрие растечкиот дефицит на земјата, но и за изборни потреби. Русеф ги отфрла ваквите обвинувања и тврди дека станува збор за државен удар на опозицијата и на низините политички противници. Сенатот треба да гласа во текот на оваа недела за тоа дали таа ќе биде трајно отстранета од функцијата или ќе биде вратена на председателската функција. За да биде отповикана, треба да гласаат 54 од вкупно 81 сенатори. Според бразилските медиуми, за сега 52 се за импичмент, 18 се против, а 11 сенатори се уште не се определиле, што покажува дека се потребни само уште 2 гласа за смена на Русеф.